Од денес пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе биде со нов координатор, тоа е колегата Никола Мицевски. Јас од мое лично име сакам да се заблагодарам на сите колеги и на вас медиумите за соработката што имавме ова не цела година. Мислам дека ќе останеме во коректни релации и понатака. Ова е моја лична одлука во разговор и во консултации со раководството на партијата и со председателот. Овој процес беше од малце поодамна. Одлучивме да се оди со една пратеничка група, исто така во координација со и останатите пратеници од пратеничката група, и мислам дека еден ваков момент е добар за да се даде да се оди со нов координатор, кој што ќе биде една дополнителна вредност во работата на пратеничката група. Јас сметам дека во наредниот период како пратеник ќе дадам поголем придонес отколку како координатор. Поминавме сите како пратеници и пратеничка група во целост еден тежок период, тешка година, но убеден сум дека тоа е веќе позади нас и дека како пратеничка група и како пратеници ќе настојуваме, а тоа ни обврска и пред граѓаните на Република Македонија, да ги обезличиме политики што СДСМ ги води како владеачка гарнитура во изминатиот период. Тоа го должиме на граѓаните на Република Македонија. Би сакал да се заблагодарам на досегашниот координатор Драган Данев и неговите заменици. Пратеничката група вчера донесе одлука да јас бидам новиот координатор на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, и тоа како одлука на извршен комитет помина на синокешната седница. Настапуваме во натамошниот период како една пратеничка група. Ова беше разговарано во изминатиот период, бидејќи постоењето на повеќе пратенички групи не најде на она на што ние очекувавме, а тоа е доволен простор за да можеме да го искажеме сето она што беше планирано. Идовме на не почитување на деловникот на Собранието на Република Македонија и не давање можност на тие пратенички групи да го искажат сето она што требаше да биде кажано во Собранието, а да го слушнат граѓаните на Република Македонија. Затоа уште малку порано беше одлучено да оваа пратеничка група настапува како една, сублимирана, значи, од сите пратенички групи, да пратеничката група на ВМРО ДПМН може да се појави и да ги каже штетните политики кои што во моментот се случуваат во Република Македонија. Ќе доставите допис до собранискиот спикер Талат Џафери дека сте една пратеничка група и вие координатор? Да, во текот на утрешниот ден ќе биде формално завршена целата процедура. Денеска ќе поразговара малку и со генералниот секретар на Собранието. Ние како пратеничка група ќе доставиме официјален допис дека ќе настапуваме во натамошниот период како една пратеничка група. А на координација ќе одите? Остануваме на ставот кој што го имавме и претходно, значи ние ќе настапуваме во Собранието на Република Македонија на начинот на кој што досега настапувавме и ќе ги презентираме сите оние работи кои што ВМРО ДПМН ги има како програмски определби и кои што пратениците треба да ги искажат, а тоа е целата ова штетна политичко-економска ситуација која што владата на Зоран Заев и коалицијата ја создаваат, односно ја ствараат во Република Македонија. Дали очекувате законот за амнестија да дојде во Собранието? Законот за амнестија е веќе поднесен во собраниска процедура. Очекуваме дека истиот ќе биде разгледан и доколку сакаме да правдата во Република Македонија биде задоволена и да можат пратениците и во наредниот период да делуваат слободно на начин за кој што се избрани да постапуваат во Собранието, дека ќе биде прифатен со тоа што во тој закон се опфатени сите оние учесници кои што беа инволвирани од настаните од 27 април, и на тој начин да се даде еден чекор кон помирувањето кое што веќе беше спомнато. Веќе беше кажано дека за мнозинството не е прифатлив овој закон. Имате ли друга алтернатива? Во моментов не би сакал повеќе. Ние ќе имаме во текот на утрешниот ден повторно координација со пратеничката група и со раководството на ВМРО ДПМН, на кое што ќе договориме следни чекори. Она што беше понудено како помирување, не го дава целиот резултат кој што би требало да го даде, од причина што селективноста во начинот на кој што се нуди помирување не е прифатливо во моментот за ВМРО ДПМН. Доколку се изнајде, се донесе или се разговара за нов
начин за нов закон во кој што ќе бидат опфатени буквално сите инволвирани во настаните од 27 април. Спремни сме да поддржиме некој таков закон. Дали сега пратеничката група ви е компактна и дали може да очекуваме дека може би некој друг ќе премине во другата група која што произлезе од вашата, бидејќи дел од пратениците како Рангелова веќе си дадоа оставки на партиските функции? Дел од пратениците си дадоа оставки од пратеничките функции, од партиските се извинува, меѓутоа остануваат пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Ние на вчерашната координација која што имавме заедно со пратеничката група присуствува најголем дел од пратениците кои што го истакнаа ставот дека остануваме заедно и ќе работиме во наредниот период како една пратеничка група. Јас ја очекувам поддршката, како што ја и доби вчера на координацијата од сите пратеници, дека ќе продолжиме да действуваме заедно како она што е планирано да се случува во наредниот период. Дали да соработувате со новата пратеничка група независно од ВМРО? Би сакал денеска да зборувам само на оваа тема околу пратеничката група на ВМРО ДПМН. Во наредниот период ќе се искоординираме и ќе разговараме на другите. Ви благодарам. Јас на крај сакам да кажам, визави и вашето прашање, дека му посакувам успех во работата на колегата Никола Мицевски. Сериозна е одговорноста, но сепак е чест да се биде координатор на пратеничка група на ВМРО ДПМН.